Првата соработка на фундацијата со здравството е од 1993 година, кога Македонија се наоѓа во исклучително тешка состојба со затворени граници на југ и на север. Севкупната лоша состојба се одразува и во областа на здравството, особено во снабдувањето со лекови. И од тука и проектот на фундацијата за набавка на лекови во 90-тите. Соработката со Министерството за здравство, фундацијата ја остварува и преку поддршка на медицинскиот персонал за разни обуки и специјализирани курсеви надвор од земјата. Фундацијата беше еден од главните иницијатори за развивањето на програмите за намалување на штета од употреба на дроги во Македонија, и таа беше единствената фундација која што всушност ги поддржуваше овие програми и другите активности на ХОПС во почетокот на развивањето на организацијата. И програмата за намалување на штета од употреба на дроги и програмата за поддршка на сексуалните работници се дел од Националната стратегија за ХИВ-СИДА, како и Националната стратегија за дроги на Република Македонија. А благодарение токму пак на овие програми, Македонија стана земја со најниска ХИВ преваленца во регионот на Југоисточна Европа. Програмата за намалување на штети започнува во 96-та година. Таа програма е новина. Фундацијата е пионер во однос на воведувањето на ваков тип на поддршка на луѓето кои што користат дроги. Фундацијата Отворено општество Македонија е долгогодишен поддржувач на програмите за превенција и поддршка во врска со ХИВ, насочени токму на оние групи граѓани кои што се маргинализирани и особено засегнати од овој проблем. Всушност, првите програми за превенција кај лица кои што инјектираат дрога се воспоставени некаде во средината на 90-тите години токму со поддршка од Фундацијата Отворено општество. Нашите капацитети како граѓански организации за делување на ова поле сепак се ограничени, бидејќи ние пред се спроведуваме програми на терен. И тука поддршката која што во последните 2 години ја добивме од фундацијата беше клучна, и понатаму оваа поддршка е во тек, особено преку поддршка на работата на Националната комисија за ХИВ, со цел во текот на оваа година, 2018 година, навистина да се воспостави еден стабилен долгорочен механизам за финансирање на граѓанските организации од буџетот на Министерството за здравство. Правното зајакнување и социјалната отчетност се два одделни концепти кои што Фондација Отворено општество Македонија им се посветува од 2011 година одделно, меѓутоа неколку години подоцна се спојуваат во еден заеднички концепт. Преку нашата работа, нашите проекти поддржани од ФОМ, успеавме пред се да направиме мониторинг на здравствените политики на Министерството за здравство, програмите на Министерството за здравство, и со тоа утврдивме кои се недостатоците во однос на планирањето, имплементацијата, буџетската алокација и ефикасно и ефективно трошење на буџетските средства. Не само што ги зајакнавме во однос на нивните познавања, туку успеавме да ја мотивираме и да ја мобилизираме заедницата. Правното зајакнување овозможува зголемен пристап на ромското население до правото на здравје и здравствена заштита. Преку правното зајакнување се менува статусот на ромите како поединци и како заедница во целост. Овој пристап им овозможува на граѓаните поедноставно да се запознаат со своите права во однос на различните програми и политики за здравствена заштита. Преку поддршката од Фондацијата Отворено општество започнавме од 2011 година со имплементација на нови и иновативни методологии, како што е мониторинг и анализа на буџети, мониторинг во заедницата, обезбедување на параправна помош, работење на фискална транспарентност и така натаму. Ова се процеси, поготово на процесот на барање на отчетност и зајакнување на заедницата по своите права, кои што се долготрајни и за кои е потребно доста време за да се постигнат големи резултати и унапредување на полето. Од самите почетоци со нашите партнерски организации континуирано работиме на утврдување на приоритетните проблеми на заедницата за пристапот до здравје и правото на здравствена заштита. Нашата соработка за прв пат формално започна во 2010 година преку проектот Здравјето на ромите основно човеково право, насочен кон актуализирање и застапување на пречките до здравствените услуги за ромската заедница. Пред се поддршката на Фондација Отворено општество Македонија значеше
финансиска сигурност за здруженијето, меѓутоа и одржување на балансот помеѓу теренската работа со заедницата и со институциите, што се покаже како клучна потреба во предизвикување на било која промена во нашето општество. Поддршката на ромската заедница е се уште потребна да продолжи да се обезбедува во континуитет и само на тој начин во одреден момент може да се постигне таа еднаквост за која што ние сите се залагаме, односно еднакво општество за сите без дискриминација. Ромските здравствени медиатори покрај директната промоција, здравствена едукација, информирање едукација на населението, на некој начин се мост помеѓу самото ромско население и системот на здравствена и социјална заштита и на тој начин директно им помагаат да ги остварат своите социјални и здравствени права. Ова програма е започната во 2010 година од страна на ХЕРА, меѓутоа со најголема и директна поддршка беше иницирана од страна на Фондацијата Отворено општество Македонија, која што практично не само финансиски, туку директно програмски, преку менторирање, помогна да се воспостави овој модел, а според праксите во останатите земји од регионот. Од почетокот на програмата 2010 до сега се обучени вкупно или акредитирани 44 ромски здравствени медиатори, а активно се ангажирани, варира нивниот број од 10 до речеме до 13 изминатите 3 години. Во просек околу 17 до 20.000 услуги директно се понудени и се дадени на самото население. Јас сум поранеше стипендист на програмата за медицински стипендии за роми и бев меѓу првите корисници која што беше стипендист на самата програма. Инаку самата програма ми помогна, освен во делот на дипломирањето, успешното навремено завршување на студиите, исто така помогна во зајакнување на моите капацитети и вештини. Паралелно исто така подосна после работината се вработи во јавен сектор и сега во моментот сум ВД директор на јавната здравствена установа Геронтолошки завод 13 ноември од Скопје. Соработката на Солем со Open Society Foundation всушност е започната во 2011 година, кога Солем почна со водење на креативен центар за работна окупација на возрастни лица со интелектуална попреченост. Во меѓувреме, за да ја унапредиме нашата работа и да можеме да нудиме по конкретни услуги за нашите клиенти, започнавме со идејата да го трансформираме креативниот центар во социјално предпријатие, Handicrafts for You, односно ракотворби за вас. И во последниве 3 години нашата соработка со ФОМ е всушност одржливоста на и промоцијата, како и изголемувањето на бројот на производи на нашето предпријатие. Се повеќе и повеќе се зборува и се делува за деинституционализацијата, значи да не се добиваат повеќе услугите само во големи институции, туку услугите кои што им се потребни на самите лица со интелектуална попреченост и на нивните семејства да бидат достапни во заедницата.